Почитувани граѓани, почитувани медиуми, мора да се стави крај на црнилото, во која што СДСМ со аболираниот Зоран Заев ја зави Република Македонија. Оваа наметната власт не води битка за добробитта на народот, оваа власт води битка со народот, со опозицијата, води битка за што поголемо омаловажување на народот, за економско пропаѓање на државата и граѓаните преку повисоки даноци кои што го осиромашуваат и бизнисот и работниците. Оваа власт води битка со јасно изразената волја на граѓаните, злоупотребувајќи ја најдемократската алатка – референдумот. Почитувани, мора да престане теророт и прогонот врз слободната мисла, врз опозицијата. Мора да застане економското девастирање и одземањето на парчето леб на народот. Мора да застане труењето, еколошкиот геноцид врз идните генерации. Мора да престанат навредите врз народот, кое што оваа однародена власт го нарекува искомплексиран. Мора да биде слушнат јасниот глас на народот, јасната и недвосмислена порака искажана на референдумот против капитулантскиот договор од Преспа за промена на уставот со цел промена на уставното име и идентитет. Почитувани, пркосот нема да сопре. ВМРО ДПМН народот нема да сопре во спротиставувањето на наметнатите црнила. ВМРО ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија, во име на слободната мисла на народот бара итна и неотповиклива оставка на однародениот министер, кој што својата нација ја нарече искомплексирана нација. Министерот зема буџетска плата, благодарение на оваа нација. Ужива во привилегиите со буџетот да го школува семејството надвор од Република Македонија, па упатува неопростлива навреда кон истиот тој народ. Почитувани, итна и неотповиклива оставка бараме од министерот за терор и прогон, Оливер Спасовски. Спасовски, откако е министер, реди само порази. Мафијата ги презеде градовите, се случуваат убиства кои остануваат нерасчистени, а тој води шпионски акции, претреси и омаловажувања на, според СДСМ, политички неподномните граѓани на Република Македонија. Веднаш да сопре иницијативата од владата за покачување на даноците во Република Македонија. Во услови на економски колапс, дупка од капитални инвестиции, отсуство на инвестиции, однародената власт мора да престане со осиромашувањето на бизнисот и дополнителното осиромашување на народот, на сметка на свое лично богатење на властодржците. Веднаш продолжување на проектот за гасификација на Република Македонија, и тоа од централно до општинско ниво. Тоа е вистинскиот чекор за навистина почист воздух. Да престанат лагите, декларативните ветувања од оваа однародена власт за некакви лажни економски зафати. Почитувани, бараме веднаш да се формира независно тело, кое ќе се занимава црниот вотегейт на Заев да биде расчистен. Прислушувањето на обвинителите и на сите судии да биде разгледано, да биде предводено тоа тело од човек на предлог на опозицијата, со задача да ги преслуша, анализира, систематизира материјалите од прислушувањата на обвинителите. Да се истражат нарачаните пресуди, нарачаните обвиненија за луѓето од 27 април, нарачаните обвиненија за ВМРО ДПМН. Почитувани, ВМРО ДПМН е во име на коалицијата и во име на слободната мисла и слободно изразената волја на народот. Бараме почитување на јасно изразената волја на референдумот. Не смее да се изигрува референдумот кој што однародената власт не успеа да го намести, да го фингира и покрај сите манипулации со брзо гласање. Не смее да се продолжи со изигрување на демократијата со непочитувањето на најдемократската алатка и волјата на граѓаните. Почитувани, се додека постои ВМРО ДПМН, ке виси дамакловиот меч надвиснат над криминалните глави, полни со монструозни идеи, неморал натоварен со грст златници. Секаде, секој на свој начин мора да застане рамо до рамо со ВМРО ДПМН, со Коалицијата за подобра Македонија, со македонскиот народ, за да го победиме ова зло, оваа ненародна и криминална влада на СДСМ предводена од аболиран политичар, чие што име е Зоран Заев. Македонија е во прашање. Придружете се на протестите секоја среда во 17 часот, за што побрзо да го поразиме и СДСМ и Зоран Заев, и црните политики наметнати од оваа црна власт за една намена.
Ви благодарам.